Татко ми нема да дозволи да викнете полиција. Што е да имате помеѓу вас, сами тоа ќе го решите. И денес имам нешто да ти кажам, Несрин. Ако е за тоа што излегов денес, јас со дозвола излегов. Не, за синоќа. Тато, те молам, чекај. Чекај. Очигледно внатре зборуваат за семејни работи, Ипек. Нашата работа е со тебе. Пушти ми ја раката. Наместо вака да се шегуваш, прво размисли на тоа дека не требаше да ми вадиш нож. Тато, те молам, чекај, тато. Јас лично ќе го казнам тој никаквец. Берен, што се случи? Мамо, Назим дојде, тато, оди кај него. Ипек, изгледа бидејќи не ти се мешавме до сега, си помисли дека можеш да ни се качиш на глава, а? Што е? Да не ќе ме тепаш? Нема да те тепам, ама верувај ќе посакаше да те истепав. Зошто заборави некои детали? Например, тоа што господинот Керим верува на се што ќе му кажам јас. Ако кажам, го видов господинот Синан со Ипек во кревет, затоа стана непријателка и кон мајка ми и кон мене, пример. За една минута ќе те избрака, што мислиш ти? Душа, и ако им кажеме се што се случи денес, резултатот ќе биде уште полош за тебе, Ипек. Најдобро е да си ги собереш работите и веднаш да си одиш дома, керко моја, најубаво така. Не. Нема така лесно да си одам. Пред да заминам, и јас имам нешто да му кажам на господинот Керим. Например, дека пожарот во помошната куќа го подметна Несрин. Ако заминам без да го кажам, тоа ќе биде срамота. Што зборуваш, бе ти? За пожарот што го предизвика ќерка ти. Ја видов со своји очи како го Ипек, запали. престани да лажеш. Штом дојде до тесно, почна да фрлаш клевети на мене. Јас видов со своји очи Несрин. Со запалка ја запали завесата во кујната и потоа стоеше мирно и го гледаше пожарот. Немој да лажеш, лисицо една гадна. Ако знаеше, зошто не кажа уште тогаш? Не кажав, затоа што сите сте од кал. Не сакав да ми се залепи вашата нечистотија.